Па ние со една изборна единица промовираме граѓански концепт, не етнички. А помалите етнички заедници, кои што се под 20% од купниот број население, тие досега се застапени преку другите партии. Тие не може да ги автентично да ги презентираат своите барања, своите програмски определби. Постојано се во сенката на некои од поголемите политички партии. На овој начин тие ќе можат самостојно да настапат и да се изборат и на автентичен начин да ги представат пратениците на соодветната етничка заедница. Инаку сум јас за граѓански концепт, но реалноста е таа. Поделени сме ние по етнички заедници. Тоа го дефинира Охридскиот рамковен договор, уставните промени, каде што викаме соодветна правишна застапеност во сите, да речеме, органи на власта по етничка основа. Ако не беше таа пределба, ако форсираме граѓански концепт, можеби немаше да имаме меѓуетнички несогласување, конфликти, но се надевам дека овој концепт, една изборна единица, сите партии ќе работат на тоа да имат гласачи од сите етнички заедници, не само од етничката заедница каде што имат доминантно, да речеме, влијание или подршка. Така да ова е добар пристап, бидејќи помалите етнички заедници сега ќе бидат застапени, со тоа што предлогот е, ако има, например, 3 турски партии, тие сите заедно мора да имат вкупен број на гласови колку што се неопходни за еден пратеник. Но тие може да имат и 2 да извлечат, и 3. Има размислувања од помалите политички етнички заедници кои што објективно не ќе можат да достигнат да соберат гласови за еден пратеник, тие барат да имат загарантирани квоти и за тоа треба се размислува. Не сум против тоа, но еве во расправата сега, бидејќи ќе има јавна дискусија, ако превладат такви ставови, може да се направи отстапка, како што го има тоа во многу држави, во уставот, во изборни закони на Хрватска, Косово и Црна Гора, Србија и така натаму. Па не, работата е што и сега имаме етнички партии на помалите етнички заедници, но тие, затоа што државата не е поделена на 6 изборни единици, се приморани да се врзат со големите партии, на некој начин како пајтон партии. Тука не е ситуацијата чиста, нели може да бидат оценувани и така натаму, додека ако е една изборна единица, еве ја тука го држам и предлог закона, значи со член 18, помалите партии, значи на помалите етнички заедници, со освојување на отприлика 7.000 гласа, што е апсолутно возможно за нив, ќе може да си влезат, значи, сами во парламентот без да се врзуваат со ниједна партија, што ние го сметаме за исто поголема, значи, демократизација. Значи, ние мораме да водиме сметка, јас и претходно реков, да водиме сметка околу тоа што представува нашата држава. Нашата држава е мултиетничка, мултиконфесионална држава, да, таа е мала држава, но со многу различности. И парламентарната демократија подразбира да се стремиме кон вистинска представеност во парламентарниот дом на сите. Колку е тоа изводливо и кој ќе биде начинот како што тоа ќе може да се возможи во некој оптимален обсег, треба да видиме низ една поширока јавна дискусија, затоа го потенцирам ова, во кој што ќе свој збор ќе го кажат не само директно засегнатите страни, во смисла на политичките партии, мали, големи, туку и експертската јавност, пошироката јавност, значи мораме на тој начин и затоа зборуваме дека ваквите промени навистина бараат поширок консенсус. Бидејќи не се работи за мали промени. Тоа ќе го таквите промени треба да го трасираат патот по кој што треба да се движи ова демократско општество, ако веќе сме се определиле за вистинска парламентарна демократија, мислам дека никој нема поинако мислење, тогаш веќе сите мораме да се стремиме да најдеме еден оптимален модел кој што во себе ќе има механизми кои што ќе може тоа да го обезбедат во смисла на вистинска представеност на сите заедници.
И како би било? Лично јас сум против тоа. Јас сум за рамноправна борба. Еве, ако одиме на една изборна единица и еве можност за отворени листи, тогаш сите рамноправно би учествувале во еден изборен процес, така да сметам дека тоа според мене лично, не зборувам како партиски став, не сум лично за тоа. Нека има рамноправна борба на отворени листи на една изборна единица, така сите би можеле и пратеник ќе се станува со изброј на гласови освоени равномерно на цела територија на Република Македонија, бидејќи јас доаѓам од 6-та изборна единица, каде што имавме случај во изборни циклуси пратеник од 6-та изборна единица да се станува со 5 или 6.000 гласови, а например во изборна единица 1 или 2 и со 10.000 гласови. Ние не можеме да бидеме против една таква одлука, меѓутоа и тоа да се воведе мора да се смени прво законот за изборните единици. Пошто ваков како што е законот со 6 изборни единици гарантира избор со секој изборна единица со 20 пратеника, значи тоа е фиксирано. Значи прво треба да се има консензус за менување на изборниот модел и во оквир на тој консензус да се најде простор и за помалите партии за гарантирани места, меѓутоа нормално ние сме против тие двојно да се избираат. Значи да имат и за гарантирани и плюс да се избираат во оквир на изборниот надпревар. Спекаш, ако се за гарантирани, значи сите да бидеме да се согласиме дека тие се за гарантирани места, се разбира се служуваме. Значи би дале поддршка за такво нешто.